technologies like blockchain, like machine learning. From our hosts, given the shift and the transition. Lieber Peter Altmaier, echte die Möglichkeit zu Wohlstand für alle Menschen auf dieser Welt. Денеска во Берлин се одвива конференцијата за енергетска транзиција, која што практично ги кажува патиштата светски за трансферот на нечистите технологии за производство на енергија во чисти технологии за производство на енергија, во организација на министерот за економија и енергетика на Германија, господинот Петар Алтмаер, и на министерот за надворешни работи, господинот Хейко Мас, е организиран овој настан. Има представници од повеќе од 50 држави, значи влади, премиери, вице-премиери, министри од 50 држави кои што дискутираат на ова и tekako важна тема во светот. Слушнавме кои се искуствата на Германија во оваа област, но за среќа имаме и ние со што да се пофалиме. Со носењето на новиот закон за енергетика во мај 2018 година широко ги отворивме портите за инвестиции во делот на енергетиката, во обновливи извори на електрична енергија. Како што знаеме, во Република Северна Македонија досега имаше инсталирано мали хидроелектрани со инсталирана моќ од 72 мегавата и некаде околу 17 мегавата фотоволтаици и 36 мегавата ветерни електрани, што представува мал процент, односно мали бројки во споредба со тоа што го прави светот. Со новиот закон за енергетика се отвара простор да се инсталираат многу фотоволтаици. Првиот план е да бидат тоа 200 мегавати, веќе знаете, обзнанивме дека првите 62 мегавати ќе бидат распишани како тендерска постапка до крајот на овој месец, односно тоа ќе бидат на државно земјиште и на сопствено земјиште. Исто така се работи на неколку проекти за ветерни електрани, а исто така завршува и тендерот за мали хидроелектрани кои што се 22 на број, значи во понуда, но ќе видиме конечно колку ќе бидат подпишани договори, имајќи ги во предвид и еколошките аспекти на националните паркови во нашата држава. Се на се земено, гледаме дека сме на добар пат во делот на енергетската транзиција и во Република Северна Македонија. Ги следиме трендовите, така како што се бара во светот и мислам дека процесите кај нас во државата сериозно се интензивирани на овој дел. Со евентуално пристапување кон градење на хидроелектраната Чебрен, мислам дека процентот на инсталирани мегавати во обновливи извори на енергија рапидно ќе порасне. Или кратко со други зборови, ако во претходните години во нашата држава беа направени некаде околу 120 мегавати инсталирана снага во обновливи извори на електрична енергија, во следните 3 до 4 години очекуваме тоа да бидат дополнителни 300 мегавати.